Благодарам, почитуван колега Џафери. Јас би сакал да напоменам овде една работа, без разлика што господинот Тунтев е координатор на пратеничка група, нема право нас, другите пратеници, да не повикува да се откажеме од дебат. И вие од таа позиција, господина Џафери, би требало да му укажете. Не повикав ја. Не, јас зборам дека вие треба да укажете на некој што нас другите не повикува да се откажеме од дебат. Секој за изговореното нема одговара право сам. да не повикува нас како пратеници, посебно што СДСМ 3 години повикуваше и промовираше дека треба да има дебата. И вика сега откажете се од дебата. Еве вие, господине Тунтев, откажете се од патните трошоци што ги земате, јас ќе се откажам од дебата. Донирајте ги тие што викавте цело време за болни деца, за друго, за трето режимот каде што не давал. Вие откажете се од патните трошоци кои што нелегално ги земате, преспивате во Скопје, земате по 105.000 денари месечно патни трошоци, и јас ќе се откажам од дебата. Сега тука ни држите филозофии, се правите морални и честни и мудри и дебатери и демократи, а кога ќе дојде време да се покажете на дело, не преземате ништо. Затоа мислам дека таквото однесување е хипокризија и затоа процесот започнат за било чиво именување, разрешување или назначување и дебатата во собранието е дел од процедурата и од процесот. Инаку зошто би постоела? Тогаш не би се отварала дебата, ќе предложи владата именување, ние би требало само да гласаме, ако дебатата не е дел од процедурата. И затоа треба, господине Џафери, да го почитувате законот еднакво за цела држава, без разлика дали именува собранието, дали разрешува, дали именува или разрешува владата. Кога има подпис дека се одржуваат избори, дали се тоа предвремени, навремени, локални или парламентарни или председателски, треба законот да се почитува од сите. И мислам дека овде очекуваме во најголем дел законот да се почитува од парламентарното мнозинство. Бидејќи парламентарното мнозинство 3 години говореше дека нема правна држава. И сега како може да се гази законот? Зошто? Затоа што еден човек пречи, затоа што го фатил друг човек како бара мито и подкуп за одреден плац во некоја општина. И затоа сметам дека треба овој пат парламентарното мнозинство да покаже што е владење на правото. И ако владењето на правото е на прво место, тука треба да завршиме со оваа дискусија и да одиме на поважни теми. Поважната тема е струга и депонијата. Поважна тема се пожарите. Поважна тема се платите за лекарите од 100.000 денари. Поважна тема се покачувањето на платите на администрацијата. Поважна тема се мигрантите во Меджитлија, во Доран или во Прилеп и бегалските кампови. Да разговараме за тоа, тоа е испоред закон и испоред интерес на граѓаните. Благодарам.